прислушувани над 20.000 граѓани. Конечно заминува во историјата. Нема да имаме нови вакви афери како во минатото. Во Македонија, само во период од неколку години се прислушувани над 20.000 граѓани. Еден час траеше средбата на тимот од експерти на чело со Рајнхард Прибе, кој се сретна со членовите на комисиите за надзор на работата на Управата за безбедност и контраразузнавање. We are in the process of having many meetings. We are working. Управата за безбедност и контраразузнавање, која во изминатиот период беше злоупотребена за поединечни и групни интереси, конечно заминува во историјата. Одговорно тврдам дека нема да ни се повторат бомбите и дека нема да имаме нови вакви афери како во минатото. За да не се повторат афери со прислушувањето, реформата на безбедносно-разузнавачкиот систем во земјава предвидува надзор и контрола врз институциите овластени за следење на комуникациите. Според законот, контролор покрај соодветната собраниска комисија е и Советот за граѓански надзор. Ова тело, избрано од собранието, на барање на кој било граѓанин, може да провери дали тој е нелегално прислушуван. Но и по речиси 2 години од формирањето, Советот за граѓански надзор не функционира. За председателка на Советот беше избрана поранешната судијка во Страсбур, Маргарита Цаца Николовска, а за нејзин заменик универзитетскиот професор Гордан Калајџиев. На оваа конференција за реформата во безбедносно-разузнавачкиот сектор, што се одржа во декември минатата година, двајцата објаснија со што се соочуваат. Законодавецот пропуштил на овој совет да му даде средства за работа. Од првиот состанок немаше доверба во групата во МВР врз граѓанскиот сектор. Се сметаше дека тоа ќе бидат леви сметала кои што ќе одат низ тајните служби и ќе прават проблеми. Во законот стои само дека просторните услови за работа на Советот ги обезбедува собранието, а финансиските средства за работа на Советот се обезбедуваат од буџетот на Република Македонија. Како тие средства ќе се префрлат од буџетот на Советот не е одредено. Цело време бевме у дилема да го паталниме, ова да си дадеме оставки, но чувствуваме одговорност. Било кој да сака да се обрати до Советот, нема можност тоа да го направи. Немаме веб страница, немаме апсолутно ништо. Цаца Николовска и Калајџиев ги посетиле буквално сите релевантни институции, шефот на државата, министри, директори. Од ресорот финансии и од државната ревизија им рекле дека законот можеби не е најпрецизен, но и дека остава простор за буџетските средства да му се стават на располагање на Советот. Постоеше можност да се обезбедат, односно да се ефектуираат тие средства. Средствата во буџет, во двата буџета во 2019 и 2020 обезбедени беа. Меѓутоа не беа искористени тие средства. Советот не проработе, а Цаца Николовска, Калајџиев и уште еден член на ова тело во јуни си поднесоа оставки. Ако било тоа таков проблем, зашто во тоа време не се реагирало и зошто е донесен ваков неквалитетен закон? За нив неквалитетен. За мене, со едно пошироко толкување, собрание како врв на пирамидата, а Советот граѓански како тело кое што е избрано од собрание, а формирано со закон, можеше средствата да бидат лоцирани и овозможени за работење на ова тело. Председателот на собранието Талат Џафери вели дека токму поради овој проблем биле иницирани законски измени. Që që ndryshime dhe plotësime që ishin në procedurë paraprake, parashifnin edhe kompenzim për angazhimin e antarëve, mirë për fat të keq, ato ndryshime nuk u miratuan në parlament, njësisht nuk e morën të shumicën e duhur të treta, dhe ngeli situata status quo e punës së комисионит. Според актуелниот закон за следење на комуникациите, секој граѓанин што се сомнева дека е нелегално прислушуван,
испраќа представка до Советот за граѓански надзор. Советот бара од Собраниската комисија за надзор над следењето на комуникациите да изврши надзор за да се осигура дали телефонскиот број на граѓанинот е или бил незаконски следен во последните 3 месеци. Комисијата во рок од 15 дена доставува известување до Советот дали е или не е констатирана злоупотреба. Советот го известува граѓанинот, а ако е констатирана злоупотреба и обвинителството. По претходна најава, Советот може и самиот да влезе во оперативно-техничката агенција ОТА и во овластените органи, но за разлика од пратениците кои добиваат пристап до така наречените логови, членовите на Советот може само да го споредат бројот на судски наредби со бројот на телефони што се следат. Пратеникот од претходниот состав на парламентот од владеачкиот СДСМ, Хари Локвенец, објаснува дека со иницираните измени во законот требало да се вметне член со кој технички ќе се додефинира како Советот може да ги користи средствата од буџетот и со тоа да се откочи неговата работа. Но според Локвенец, донесувањето на измените било блокирано кога од ВМРО ДПМН побарале Советот за граѓански надзор да биде целосно независен во контролата. Опозицијата побара таа комисија да биде исклучена од тој процес на поплаки, утврдување на оправданоста на поплаките од страна на граѓаните, што апсолутно сметаме дека е недозволиво и не само што е апсурдно, отвора можност за зголемени сомнежи или продолжување на сомнежите од страна на граѓаните кон процесот кој ни е исклучително важен. Тогаш председател на Комисијата за следење на комуникациите беше Емил Димитриев од ВМРО ДПМН. Тој вели дека покрај техничките, неопходни биле и суштинските измени што ги предлагале. Тие измени на Советот му дава повеќе одврзани раци, бидејќи моменталниот закон како сега што е, Советот одговара на представки од граѓаните со тоа што таа представка ја препраќа до Собраниската комисија, Собраниската комисија врши надзор. Измените беа во насока да и Советот може со целосен капацитет да прави проверки, бидејќи ако не му дадеме одврзани раци, ние праќаме порака дека се сомневаме во капацитетот на граѓанскиот совет. И тогаш немаме паралелна контрола. Постоечките законски можности за надзор се површни, смета Магдалена Лембовска од невладината организација Евротинг. Овај совет нема пристап до конкретните телефонски броеви кои што се предмет на следење, односно само гледа анонимизирани податоци, така што самото индивидуално поднесување на представки е целосно безпредметно и безсмислено според мене. Но, ако пратениците и членовите на Советот имаат пристап до конкретните телефонски броеви, тогаш ќе можат да вршат вистински надзор, вели таа. Во моментот постојат тие сомнежи дека дури ако се има пристап до такви информации, дека можеби тоа би можело да се ispolitizira, би можело да се злоупотреби за различни, не знам, индивидуални политички бизнес цели и така натаму. Затоа, граѓанскиот сектор предлага формирање експертско тело, кој ќе има подлабок пристап при контролата на институциите овластени за следење на комуникациите. Експертско тело, односно независен надзор, кој што не би бил тело кој што се среќава само повремено и со многу ограничен мандат, а туку би било некое перманентно тело каде што работените ќе бидат со фул-тајм работно време. Тоа тело би имало соодветни капацитети и ресурси, меѓутоа би го имало и тој некој интегритет кој што е препознаен од страна и на јавноста и од страна на институциите, дека доколку имаат пристап до тие податоци, за тоа кој е следен, тие податоци нема да се злоупотребат. Актуелен председател на Комисијата за надзор врз следењето на комуникациите е пратеникот Игор Јанушев од опозицијската ВМРО ДПМН. Тој не сака да зборува за потребните законски измени, се додека потемелно не се запознае со темата. Членот на комисијата од владеачкиот СДСМ Славјанка Петровска, која како шеф на кабинет на министерот за внатрешни работи учествуваше во дизајнирањето на реформата, смета дека недонесувањето на законските измени се должи на немање политичка волја. Ако се навратиме назад дека причината заради која што Советот не профункционирал било несоздавањето на услови, тогаш овој член, првиот кој што го спомнав, а е прифатлив апсолутно за сите, може да го изгласам уште на некоја од првите наредни седмици и Советот да профункционира до крајот на годината и порано.
само тој член кој што се однесува за создавање услови и финансиска поддршка на Советот за граѓански надзор. Екс-председателката на се уште нефункционалниот Совет за граѓански надзор Цаца Николовска смета дека неработењето на Советот толку долго време прави голема штета на целиот процес на воспоставување надзор врз следењето на комуникациите. Ако вие како држава сте се одлучиле да направите тело кое што ќе влева доверба кај граѓаните за законитото прислушкување, а тоа тело не функционира, од друга страна сме имале распуштено собрание многу долго време и таа комисија собраниска и таа не можела да функционира, отворено се поставува прашањето како ние замислуваме тие демократски процеси во оваа насока да бидат остварени.